Вечерва, охријани, марш во Скопје, градоначалникот Петревски се справува со неистомислениците. И плюс, играчка од киндер јајце на Скопскиот плоштад. Моментално го читаме упатството за да видиме како ќе ја составиме. Стартува шоуто, од кое и Баба Рога се плаши. Македонија, добро вечер. Стартува уште едно ново издание на Рапорт со Јофе. Поминатото сериозно издание и анализата на убиството на плоштата од денес повторно стандардната шема со хумор и сатира, ама сепак за почеток повторно ќе бидеме сериозни од едноставна причина од тоа што неделава имавме изјава и на министерката Јанкуловска, имавме и соопштение од МВР како одговор на барањата на демонстрантите, но ниту едниот, ниту другиот одговор не беа задоволителни, не беа одговорени сите прашања кои беа поставени, сите работи кои што требаше да се разјаснат. Токму затоа за почеток уште еднаш дел од прашањата кои ги постави во минатото издание. Значи, уште еднаш прашувам, дали МВР и институциите на системот се обидоа да го скријат убиството? Како тоа, од СВР Скопје констатирале дека на телото нема видливи траги на насилство, а обдукцијата покажа дека на телото имало видливи и прилично сериозни повреди. Како тоа, Иво Котевски не знаеше за убиството во понеделникот во 15 часот, а представници на Министерството биле во Институтот за судска медицина 5 часа претходно, од 10:30 до 12:30 часот. Како што кажа директорот Алексеј Дума, тие во 13 часот биле усмено известени дека момчето починало од карварење во мозокот поради удари во главата. Ако тигарот Спасов самиот се пријавил во понеделникот попладне, зошто од МВР тоа не го соопштија уште тогаш? Зошто институциите за убиството известија дури по 38 часа откако сведоштва се објавија во медиумите, а низ главниот град почна и протести? Има само две објаснувања. Ако се случило убиство, а екипа од СВР Скопје излегла на терен, но констатирала дека нема убиство и пласираше информација дека на момчето му се слошило и немало видливи повреди, се работи за неспособност. Ако на СВР Скопје може да им се провлече убиство, тогаш прашање е колку сме безбедни со вакви служби. Ова е страшно, но второто објаснување е уште пострашно. Ако екипата на СВР Скопје знаела дека се работи за убиство, и ако уште утрото, во понеделникот, од Институтот за судска медицина им кажале дека момчето починало од карварење во мозокот поради удари во главата, а Иво Котевски и СВР Скопје велат дека не знаат или дека на некого му се слошило и починал, тогаш институциите на системот се одговорни за прикривање убиство. Ова се двете логични објаснувања на молкот на институциите, а ако има трето, повелете, кажете. Што значи, дали ако немаше сведоци и истите тие сведоци не им ги кажеа своите сведоштва на медиумите, а младите не излезеа на протест, дали сега ќе знаевме за ова убиство? Да, ова се само дел прашањата кои ги поставив минатата недела. Останатите прашања, фактите, хронологијата можете да ги погледнете, емисијата имате на YouTube, дојдете до неа преку официјалната фан страница на ова шоу, адресата е facebook.com/на Рапорт со Јофе. Продолжуваме понатаму. За почеток остануваме на истата тема. Го слушаме во продолжение председател на Република Македонија Ѓорге Иванов. Изјавата е дадена пред една недела, наскоро една недела по убиството. Минатата емисија немавме време за да ја пуштиме, а предпоставувам следува осуда и се разбира повик до институциите да реагираат. Тоа е за осуда, навистина, сето она што се случи. Институциите ја добија пораката што им ја упатија граѓаните, тие постапуваат согласно, како што спомнав, нивните овластувања и да се надеваме дека се ќе биде како што е согласно сите акти на државата, согласно законот и дека вакви немили настани нема да имаме во иднина во Македонија. Така, председателе, да се надеваме дека институциите ќе си ја завршат својата работа. Еве јас, на пример, одам во казино, ја оставам целата моја заштеда на црвено и се надевам дека ќе ми се падне. И после кога нема да ми се падне, се викам, добро, што има врска? Повеќе среќа следниот пат. И добро се ја согледа на тоа што таму си ги оставил сите пари, нема ни да има следен пат, ама да. Така и со нашите институции, да очекуваш да си ја завршат својата работа, тие како да очекуваш да ти се падне на лото. Ама
Иако играш постојано, не ти се паѓа. Ама ти продолжуваш да се надеваш. Може и да се помолиме на нашите милозливи институции, да им запалиме свеќа. И да се надеваме, бидејќи со вакви институции, само тоа ни останува. Да се надеваме дека нема и ние да бидеме претепани на некој плоштад и да се надеваме дека ако бидеме, ќе има сведоци кои ќе го видат тоа, за да знае цела Македонија дека некој бил претепан. Да, председателе, така ли ги учевте и вашите студенти да се надеваат во функционирањето на институциите? Во вторникот на Скопскиот плоштад пристигна воинот и неговиот конј, или скратено кажано пристигна воинот на конј. Сега проблемот е тоа што воинот, односно споменикот, им се паднал на нашиве власти во киндер јајце, па сега им треба некој време за да го склопат, како што кажам, ќе им се потребни некои си 2 недели. Веројатно толку време им треба за да го прочитаат, да го проучат упатството. Туку друга работа мене ме интересира. Ако се паднал споменикот во киндер јајце, очигледно се паднал, чоколадата? Кај е чоколадата? Кој ја изеде? Коце? Тодоровиќ? Груевски? Или може би поминал Бранко уште ноќта, па ја собрал чоколадата, така оставил само споменик. Да, овие дилеми за киндер јајцето и чоколадата ги наметна македонските твитерџи, има таму доста интересни дискусии околу споменикот, побарајте ги под хаштагот АЦ. А мене ме интересира нешто друго. Нели централното место на плоштадот беше најавено за споменикот на Александар Македонски? Мислам дека и Груевски истото го кажа, да. За чему онда тај споменик кој правите? Зашто? А зашто не? А зашто да? Ако нешто правите, предпоставljam да имате идеju зашто нешто радите. Па Александар Велики е позната личност у светској цивилизација и оценили сме да треба да се направи. Светската цивилизација и оценивме дека треба да се направи. Ете така. Значи, кај е Александар? Што се случи со Александар? Зошто наместо него имаме некаков си воин на конј? Ќе ми објаснили некој? Неколку месеци пред најавеното, на плоштадот Македонија стигна споменикот на Александар Велики. За сега е расклопен на парчиња на земја. Значи нашиве го преименувале. А чекајте, што стана со тоа името, не го даваме името наше библиско, името наше... Како тоа сега се стана воин, а Букефал стана обичен конј. Та, кај се сега чуварите на името и идентитетот, кај се сега патриотите? Дајте направете некој протест, дајте реагирајте. Не може вака да остане, бе. И Аце и Букефал да станат воин на конј. Почитувани гледачи, во оваа скоро една година како постои ова ТВ шоу, има неколку работи кои доста често ги повторуваме, бидејќи се повторуваат и од нашите политичари. Една од нив е однесувањето на министерот за финансии Зоран Ставлевски и неговите реакции на незгодните новинарски прашања. Имавме дури една компилација од некои си 5 минути од неговите најдобри моменти, која што се уште можете да ја најдете на YouTube, ќе ја пуштевме пак, ама немаме многу време, а и емисијава ја гледаат мали деца, па може да сватат дека така треба да се однесува. Така. Но министерот не запира и продолжува уште пожестоко. Пред 10 дена беше во Прилеп, каде распали подописничката на Телма. И ве советувам во иднина, ако сакате економски прашања да постувате, барем законот за буџет да си го прочитате, бидејќи сте тотално економски неспремни да постувате прашања. Благодарам. Ќе треба да кажете можеби со чии пари Господи, вие сте економски неписмена, не можам да ме разберете. Тотално сте економски неписмена. Значи, драги деца, вака не. Ова беше како не треба. Значи, во никој случај со никого немојте да разговарате вака, дури и тој со кого разговарате воопшто да не е во право. А вие, господине министре, ве советувам, барем прирачник за основен бонтон да си прочитате, бидејќи сте тотално неписмени во поглед на добро однесување и одговарање на новинарски прашања. Ви благодарам.
Почитувани гледачи, изборите завршија, ВМРО-ДПМНЕ освои најмногу пратеници, сепак во споредба со минатите има неколку пратеници во минус за сметка на СДСМ која нели доби неколку пратеници, но се разбира никогаш не е на одмет да се подсетиме што зборувале лидерите и партиите во целост во периодот пред избори. Еве Црвенковскиот СДСМ на пример. Почитувани граѓани, во овие 4 години како никој порано Груевски го подели нашиот народ. Не делеше на наши и ваши, на патриоти и предавници, на антички и словенски, на верници и неверници, на транзиционери и природбеници. Жалам што мора да признам дека во тие своји намери во голема мера и успеа. Денес македонскиот народ е поделен народ. Да, ова беше нешто што се повторуваше повеќе пати во текот на кампањата како еден од негативните аспекти од владењето на ВМРО-ДПМНЕ и како нешто што доколку СДСМ дојде на власт, ќе го смени и поделби повеќе нема да постојат. И иако изгубија на ниво на Македонија, сепак победија во одредени општини како Охрид, например. И таму повеќе нема да има никакви поделби. Еве, исто да ќе ви го потврди и градоначалникот на Охрид Александар Петрески. Изјавата дадена на неколку дена по изборите, а снимката е од локалната телевизија НТВ. Ги повикам на граѓаните во одредени места, каде што му дадоа доста голем број на гласови на ВМРО-ДПМНЕ, сега тие граѓани да бараат проблемите што треба да ги реши централната власт, да ги реши. За решавање на работите, на канализационните работи во Лесковец. Сите овие граѓани, 160 разлика каде што победија во Лесковец, за канализацијата да се обратат кај министерот за животна средина да им го реши тој проблем. Во исто време, сакам на земјоделците од Лакочере, Горно Лакочере посебно, долно и горно, кои не знаат што да прават со своите јаболка, со своите производство, да се обратат кај министрите за земјоделие на идната влада, овие што се останати, зашто дел од тие забегаја по Украина, не знам каде забегаја. Што се останати тука или што ќе бидат, да им го решат откупот на јаболката, затоа што градоначалникот им направи патишта да може да додат со тракторите до нивите, ево, откупот е работа на државата, нека го решат. Не може тоа градоначалникот да им го реши. На рибарите кои гласа за ВМРО-ДПМНЕ им порачувам да одат во Скопје и на Вардар да си фаќат риби. На сите охриѓани кои гласа за ВМРО-ДПМНЕ им порачувам летово да не се капет во Охридсково езеро, туку да одат Скопје на плажина од Коце да се капат. На сите градежници кои гласа за ВМРО-ДПМНЕ им порачувам поќе да не градите во Охрид, туку да си одите Скопје на проектот 2014 да градите. На сите домаќинки кои гласа за ВМРО-ДПМНЕ им порачувам плјачките од кои ќе си ги исперите да не ги спружвите по охридски тераси, туку да одите Скопје на музејот на ВМРО да ги закачите. Море сите охриѓани што гласавте за ВМРО, сите да си ојте од Охрид, пошто Охрид е моја собственост и не сте добре дојдени. Ета. Да, прекрасно господине Петрески, значи мислам дека сите можеме да извлечеме една полука од ова. На следните избори ќе си ги заокружите и ВМРО и СДСМ, па нема да имате никаков проблем и ќе можете да си живеете и во Охрид, и во Скопје, и кај сакате од цела Македонија. Да, тоа е тоа. Толку за вечерва. Ве поздравувам. Чао, чао.